ако не го уловиш моментот на Божјо провидение, кога некој мистериозен канал ти пушта некоја убава идеја за песна, за албум, за било што, за книга, за слик, ако не го фатиш моментот, ќе пројде. Ја не гледам ништо лошо во тоа што мојата формула за среќа не се поклопува со туѓата. Лошо е за било која држава кога имате повлекување на странски инвеститори, без разлика на причината. Мислам дека државата не се фокусира толку на привлекување на странски инвестиции како во еден некој поизминат период. Не сметам дека бројот на факултетите е критичен. Критично е квалитетот што го нудат факултетите и нивниот производ. Зошто денес стана толку лесен патот до магистарски труд? Да докторираш? Па не би рекол баш дека е лесен патот, зависи каде магистрирате и каде докторирате. Јадрото од дискусиите кои до сега се искристализираа не се негативни за воведување на соодветни услови, такви какви што има и во другите држави, за да се избере квалитетен наставно-научен кадар. Рече си 4 децении на музичката сцена. Неговите песни се хитови. Неговите текстови повеќе од 3 децении ги допираат најдлабоките чувства на десетици и македонци широм светот. Бајага успеа да го извади Владо Јаневски од илегалата во Гевгелија. Балканските хитмейкери Владо Јаневски и Момчило Бајагич Бајага минатиот викенд за прв пат настапија заедно на сцената во арената Борис Трајковски во Скопје и направија одличен заеднички концерт. На моје огромно задоволство гостин во ово издание македонската музичка звезда Владо Јаневски. Добре дојде. Добре дојде. Се договоривме да не си персираме. Добро ве најдов, фала многу. 40 хитови и твој и на Бајага. Дали ова е само доказ уште еднаш дека македонската публика знае да препозне квалитет, без разлика дали станува за македонска музика или за музика од регионот? Не, ја не мислам дека нашава публика нешто се оптеретува многу со нас. Нашата професија, борам во множина, јас и Бајага кога стави во, нашата професија е многу специфична и публиката не мисли на дневна база нешто многу. Има добри страни и лоши страни. Без да бидам претенциозно сега филозофски расположен, ја мислам дека публиката си го тера својот секојдневен живот, ако земеме еден просечен граѓанин, си го тера со своите дневни проблеми, главоболки, кредити, здравствени проблеми со децата во школа. Значи, денот на обичниот човек е преполн со прагматични, практички проблеми што треба да се решат. И во тоа едно дневно лудило на социјално општење во смисол на преживување и обезбедување што подобро за фамилијата, за себе, на сигурност за децата, за домот. Малку кој размислува сега за музика, уметност и филмови. Денот примарно е со преживување, со екзистенција, создавање. Но има денови и периоди каде што наша маргинална професија, која што е забава, пеење, поезија, љубовни стихови, облаци, ефемерни категории, кога таа странична и маргинална, која што на дневна база не ја мислат луѓето, како што реков, обседнати со овие. Зошто маргинална? Зарем музиката подценета? Не, сега ќе елаборирам, затоа што ако се ставам во умот на просечниот човек, сигурно дека вака му изгледа денот. Со борба, со преживување, со пари, со здравствени проблеми, со качување на тоа скалило, значи практични вештини за да се преживее во реалниот свет. Тука музиката и поезијата не играат голема улога, но доаѓаат периоди, сега тука е преокретот, доаѓаат периоди во секој од тие луѓе, каде што одеднаш се случуваат екстремно тажни ситуации, екстремно срекни ситуации. Например, тој човек кој што е опседна со дневната борба и опстанок за доброто на себе и на своето семејство, му доаѓа период кога му умира некој драг, кога му се случуваат лоши работи, кога му е
тешко, кога му фали некоја особа, кога е потресен од се. И тогаш му треба околу себе да најде решение за тоа прашање. На работното место, платата, екзистенцијата се една тема, но кога животот ќе нанесе вакви ситуации, трагични, тешки, болни, човекот се врти околу себе да види ова ја што го чувствувам сега, ова белјава, овој јад во мене, дали некој друг болува од тоа? И тука доаѓаме ние, исто и со срекните моменти, кога човек се заљуби, па срцето ќе му пукне од убајна и е среќен што воопшто се држи за рака. Во таквите моменти доаѓаме ние од маргина, се ставаме во фокус, затоа што во таквите само ситуации луѓето се сепнуваат и се вртуваат наоколу и викаат, чекај, дали ова ја што го чувствувам, дали е ненормално или има уште некој, за да му биде полесно. Тоа е многу човечки, Чомовски. Тоа е многу човечки да човекот, кога му е екстремна ситуација, да се сврти околу себе да види дали на некој друг ова. И тогаш доаѓа поезијата во музиката, љубовните текстови, каде што они наоѓаат потврда дека не се сами на овој свет и дека не име само нив тешко или само дека има и околу нив милиарда други и она некако на човекот му е субјективно полесно. Тоа е нашата, така ја разбирам мојата професија, затоа што на почетокот реков маргинална. Да, во 90% случаи ние сме маргинална професија. Имав стрико во Хрватска кој што беше пекар. И кога се пресели од едно мало кичевско село во Хрватска, сите кога се враќаше назад во Заводици, во стариот крај го прашуваат, дебе, Воздан, шо во Хрватска дури, па сега пекари, леп правиш. Гениален одговор имаше стрико ми на тоа. Што год да биде, какви год луѓе и генерација да дојдат, на луѓето стално ќе им треба леп. Од каде ти лично ја црпиш инспирацијата за песните, за текстовите? Да, во круговите на луѓе кои што не се од нашиот креативен круг, кои што не создаваат музика, слики, драми, книги. Обично се мисли дека од негде се црпи инспирација и негде се оди за да се наполнат батериите, за да нешто се роди. За мене лично таа дефиниција не држи вода, затоа што јас и после 40 години пишување песни, ја не знам од кај доаѓаат песните. Многу би сакал да знам, би одел секој ден таму во себе, каде што се наоѓаат тие тајни некои стихови, некои мелодии. Не, тоа е само едно чекање, отворен канал, во кратки црти имање отворен канал. Ако си креативец и ако тоа живееш и тоа ти е екзистенција, не зборам за од хоби да пишуваш поезија или да си свиркаш нешто на клавир, на гитара. Ако тоа чекаш леп и екзистенција, мора да се претвориш некој да се претвори во тврд професионалец. Во нашава професија тврд професионалец, креативен мудичар, композитор, текстописец, од кој што се очекува секој малце 2-3 месеци да породи ново парче, нова музика, нова мелодија. Тој е многу сличен со рибарот. Само може да фрли јадица и да чека. Да верува во својата јадица, во трската, во местото што го одбрал и да чека. Така да и ја, и Бајага, и стотици илјади други креативци на овој свет сме едни големи чекачи само. Чекаме да во нормалниот живот, во нормалната екзистенција се упали сијаличката од таа една соба, дека таму има нешто што е вредно. Така да некоја мисла, некоја нота, некоја фраза што ќе се врти во глава на музичарот и на текстописцот, може да биде нота, може да биде мисла. Ако ја примети дека е упалена сијаличката, брзо остава све и оди таму да го фати моментот, знаејќи дека ако не го уловиш моментот на Божјо провидение, кога некој мистериозен канал ти пушта некоја убава идеја за песна, за албум, за било што, за книга, за слик, ако не го фатиш моментот, ќе пројде. Тоа е големата тајна на нашиот занат. Зошто Чиршскиот сокак го замени со Гевгелија? Пред 5 години одлучи Скопје, односно во Чаир да ја продадеш куќата и да заминеш во
Гевгелија на само неколку километри од земја членка на Европската Унија. Не сум на 100 метри од граница, човски. На 100 метри од граница. Избега од буката во Скопје, да се спасиш од озборување, потребна ти е тишината. Има многу вистина во што кажа, но не е целата вистина нормално, но има многу вистина. А Гевгелија е толку во склоп со моите сегашни потреби, не некогашни потреби. Владо Јаневски од пред 15 на години и 20 дефиницијата за негова за среќа, зборам во трето лице, негова, пошто тој Владо Јаневски не постои веќе кај мене дома. Неговата дефиниција на среќа беше што поголема журка, што поголема забава, што повеќе женски, што повеќе умпа да има стално денеска што има, утре што ки. Како што оди времето и работата на себе, со годините и не само времето, календарот не ти гарантира дека ќе се опаметиш, календарот ти гарантира дека ќе остариш, ако си среќен да остариш. И само е тоа гаранција, ако не се вложи трудот во себе, во самоизградување на својот духовен раст и на своето созревање, тешко да ќе се очекува тако видна среќа. Оваа нова среќа за која што денеска зборувам, се состои точно во спротивното од порано. Какви се гевгелиските ритуали на Владо? Никакви. Нема ништо во Гевгелија. Ја во Гевгелија баш го одбрав затоа што знаев дека ќе ми годи што не знам никого, што не се случува ништо и што тоа ќе ми остави 24 часа само за мене. Тоа е несватливо за некои луѓе, затоа избегнувам да дискутирам на таа тема, затоа што се коси со нормалното сваќање, но јас секогаш сум бил чудак на некој свој начин, луѓето ме доживувале као он осте го, тој е малце таков посебен, арогантен ли ваков или умислен и Мојата формула за среќа не ја наметнувам никому, ја не гледам ништо лошо во тоа што мојата формула за среќа не се поклопува со туѓата. Како што ја не осудувам некој кој што сака да има жена, 4 деца и да оди во кафани. Супер, ако е среќа праќа, за мене е сосема друга професија, дефиниција на среќата. И затоа Гевгелија влегува во тој опис, затоа што ја одбрав токму заради тоа. Најдов еден цитат: јас сум волк, самотник, немам ни жена, ни куче, ни мач. Што не е лошо. Дали самотијата е избор или пак осаменост е предизвик? Свесен избор, да, свесен избор. Јас сум имал опции во животот многу, ама ова е свесен избор. Не сум сигурен дека на 30 и нешто би го одбрал би го направил тој избор. Ама на 60 со две раце потпишувам дека тоа е вистинскиот избор за мене. Самотник, затоа што Господ не ми дал и судбината не ми дала да добијам на лутрија да се врзам со нека посебна личност. Јас сум сакал, јас сум барал, цел живот сум идел наоколу во таа пуста потрага по љубов и по сродна душа. Ја и ден денес пеам за такви чувства, иако знам дека немам таква особа, ама тоа не ме спречува да уште да верувам дека тоа постои. Јас сум како мало дете кој што уште верува во бајки. Твоето мото е: не е точно дека се живее само еднаш, се умира само еднаш, а се живее секој ден. Дали Владо Јаневски живее од денес за утре? Да. И мислам дека тоа не е лоша. Обично тоа има лоша конотација. Живење денес за утре во секојдневните кулуари и муабети има нека лоша конотација, чувствувам, као од денес за утре, а што за иднината? Иднината е направена од ова денеска. Ако денешниот ден ја успеам да си ги подредам мислите и кармата и својот внатрешен свет како што треба, тоа е најдобра гаранција дека утре, ако дојде и ако се разбудам повторно утре, дека ако тоа е некое идно време за кое што мечтам дека ќе биде добро, најголема гаранција е дека денешниот ден ми е среден. Не размислуваш долгорочно? Не. Зошто? Не, затоа што долгорочното е директна последица на ова денеска. Ја можам да посакувам и до година да бидам во добро здравје, можам да посакувам и за 5 години да ме држи гласот и телото, да можам да држам концерти по 3 часа.
Ама тоа е само пусто посакување. Што правиме Чомовски со конкретната активност во тој правец? Значи, самото посакување во мојот свет е дим и магла. Ке те навратам при крај на овој интервју, ке те навратам 98. После Евровизија, после настапот во Евровизија, 2 години ни трага ни глас од Владо Јаневски. Нема ниту концерти надвор од границите на Македонија. Дури прочитав едно интервју, после смртта на Тоше Проевски решив дека не сакам да настапувам надвор од Македонија. Големо превирање беше после Евровизија. Тоше умре 98 се појави и јас со него добив нова надеж дека сепак е можно нешто. Оној момент кога сватив дека мојава сопствена земја ме плука и ме оцрнува за тоа што сум имал лош пласман на Евровизија, како не му е срам да не биде у првите 15. Го пративме, нешто се врати, и не, бев како затекнат со реакцијата на луѓето, пошто ја бев пресреќен на Евровизија. Тие 3 минути пеам прв пат на таа сцена се пее македонски јазик. 150 милиони одеднаш слушаат како македонскиот јазик звучи, како македонецот изгледа. И мислите дека тоа супер промоција на државата и на себе. Се вратив назад, сватив дека тој Владенски, не требаше да го пратиме тој другиот, тој третиот подобар ќе. Кога сватив дека луѓето апсолутно не го ценеа се што направив ја со Незор и Зоро, да се чуе за Македонија, да се промовираме, сватив дека кога толку многу плукање ме дочека надвор кога се вратив во Македонија, и ја реков, ова мора да поминат 2 години за да изветре, пошто ја не ми паѓаше на памет да објаснувам. Стои на зори со душманке и пушти ноќта да ги сокрие. Очиве што раѓат бисери, срцево што друга не љуби. Виното ме води до неа, а се подалеку од памета. Јас морам да пијам, да се опијам. Петките, шестките одат каде год, али големите поени од кои што зависи кардинално пласманот се договараат. Вакви има боксови, секоја земја си има свој бокс, као мало сандаче. И тука шефот на делегацијата прима пораки. Во таквите боксови луѓето си оставаат понуди. Ако ми даеш 8, ќе ти дам 12. Едно од најинтимните песни, многу ретко сакаш да ги пееш во публика. Далеку од небо. Да. Песна посветена на твојот татко, кој починал додека ти си бил релативно Така, млад. имено има врска со претходното мое искажување за тешките моменти во животот. Тоа е толку интимна песна што не е за пеење на концерти. Тоа е траурна е, тажна е песна која што се допира до смрт на блиска особа, поблиско од родица, од здравје. И тие тешки моменти мора да искочат, ако си прав креативец, мора да го породиш, мора да се очистиш од тие и онда породуваш песна за која што унапред знаеш дека нема никогаш да биде хит и дека нема 99% луѓе нема ни да ја приметат на радар дека постои, ама мене ми требала за ментално здравје. Јас сум морал да се очистам од баластот на родителот кој што одеднаш татковската фигура ја снемува од својот живот.
Вало на крајот, колку знаеме, умееме да се грижиме и да ја афирмираме нашата македонска музичка култура? Малце сме изгубени Чомовски со термините. Културата во нашава држава е истрошен поим. Во нашиот бизнис по-адекватен збор би било бизнис. Ние не знаеме она што сме богати, да го спакуваме и да го направиме бизнис. Што мислам со следново? Ние мислиме дека нашиот фолклор, ако го ставиме еден за еден на продажба, дека сите ќе паднат у несвест. Леле, вашите носи, леле, вашите јадења, леле, вашите икони, вашата музика. Тоа е нашата суштина, ама необработена, не isfinansirana, ne marketizirana, nikakva, surova, една за една како што е. Треба да се спакува. Пример, подобар пример не можам да ти кажам. Не е доволно извор што најубавата вода да тече од планината и да дојдеш да се напиеш од утробите на планината најчистата можна вода. Кој ќе плати за тоа? Никој. Водата си тече, она ако е најубава, најдобра, најквалитетна, најздрава, само човек кој што ќе има 2 кликери и ќе рече, ова што тече овде е супер, ама не можам да го продавам никому. Никој не доаѓа од никаде да пие на овој избор. Што правиме со овој извор? Скап дизајн, скапо шише, скапа реклама, скап маркетинг. Цел свет купува Евијан. Каков Евијан вода? Една флаша Евијан во Њујорк кошта $25 вода, Чомовски. Ама човекот кој што го нарачува Евијан, му е аншприц направен дека тоа е од Алпите кој што извира под снеговите на високите француски планини и тој седи у Њујорк и плаќа $25 за една чаша вода. Среќен, затоа што е продадена приказката околу водата, не самата вода. Назад во Македонија се враќаме, се што ние викаме култура и се што ние знаеме дека е добро, не можеме да го убедиме светот дека е добро, никој нема да го купи, никој нема да падне у несвест од нашата култура, додека не го спакуваме, паметно, мудро презентираме и продадеме. Ние кога бевме деца, за крај на муабетот, како доказ дека мојава теорија може да држи вода, кога бевме деца пред 60 години, значи ова не е ново откритие од вчера. Пред 60 години кога јас сум бил дете, знаеш што била главната, што беше, не си бил ни роден тачно, што била главната тема на муабетите меѓу нас децата, кога излеговме надвор да играме? 5 години, 7 години. Ја имам 5, ој има 7, ој 11. Треба да играме нешто. Деца сме, така? Омилената игра беше, се викаше каубојци и индијанци. Фасцинатно беше што дури и пред 60 години кога јас сум бил дете, никој не кеше да биде индијанец. Значи на децата уште пред 60 години американските филмови, медија, Холивуд ги има на другата страна на светот, на некој дечиња у Скопје, им го има веќе продадено концептот што е добро, пожелно, а што е лошо и срамота. И затоа сите деца кога тргнавме да играме каубојци и индијанци, сите сакаат да бидат каубојци. Што знае 6 години дете што е каубојец индијанец? Ама Холивуд му кажа. Не знам зашто те сакам, но нема никогаш да сопрам. Со душава те бакнам, долго предусни да се допрат. Ова љубов не сме двајца, туку три. Јас za veki vekovi, јас, ти и Бог, за веки векови. На кој начин
институциите на државата се проактивни во директно барање до компаниите дали е нешто потребно, што и на кој начин може бизнис климата, условите за работа да се подобрат, да се намали нивото на бирократизација.